Почитувани, вчера Данела Арсовска го подпишала договорот за пречистителната станица на град Скопје, истиот тој поради кој што го разреши директорот Перински и заради кој што грлато го напаѓаше и фрлаше клевети врз ВМРО ДПМНЕ. Со ставањето на подпис на договорот за пречистителна станица, Данела Арсовска стави подпис на признанието дека лажала, манипулирала, лажно обвинувала и дека со лаги се обиде да изманипулира процес за најголемиот и најскап проект за Скопје. Подсетуваме, се работи за истиот договор со Европската инвестицијска банка за проект во кој што подпредседателката на банката ја демантираше Арсовска со што ги извади лагите на површина. Сега и Арсовска го подпишува истиот договор со што признава дека едноставно лажно го обвини и дека влијаел врз тендерската документација и насила го смени Златко Перински од директорското место во Водовод и канализација. Уште повеќе подсетуваме дека ниту Арсовска коментираше нешто против власта, ниту беа променети членовите на комисијата како што бараше Арсовска во лажното обвинение. Ке подсетам на зборовите на подпредседателката на Европската банка. Ние мора да следиме посебни правила и процедури и вршиме надзор со вонредни и редовни контроли на процесот на оваа јавна набавка, но се мина во добар ред и има зелено светло. Затворен цитат. И Данела Арсовска го подпишува документот. Сега чии раце се во медот? На Данела, на неформалниот градоначелник и скопски сметководител познат како Книга или на неформалниот газда на Арсовска СДС. И се тресеа ли рачињата кога Арсовска го подпишуваше договорот кој што го напаѓаше. Ке се извинили сега Арсовска за клеветите врз Перински, Мицкоски и врз ВМРО ДПМНЕ. Почитувани, на виделини излезе лагата, но и вистината за манипулациите. Данела Арсовска срка од медот заедно со СДС, со ДУИ и со Левица. Ви благодарам.